Поскапувањето на нафтените деривати драстично ќе ги зголеми трошоците за производство на зеленчук. Вака коментира Душко Стојанов од Струмичко Просениково, кој се враќаше од наводнување на пролетната злка. Според него, ова е дополнителен удар за земјоделците, кои не знаат каков ќе биде пласманот, а на стартот од сезоната се соочија со високи цени на репроматеријалите. Не знам што ќе се прави со земјоделието. Прво ќе гледаме да преживеем, па после другото. Иначе друго че реќе нема. Ако дојде до смирувана ситуацијата, па може ќе има нешто подобрувано. Ако не дојде до смирувана ситуацијата, тешко за нас. За Стојанов, проблем е што одделни бензински во Струмица не дозволуваат точење гориво во туби и канистри за земјоделски потреби. Можело да се точе само во трактори. Сега не давале гориво у туба. А како ќе го донесам моторот до нивата, у што ќе ставам гориво? Мора да турам гориво у туба, па да донесам мотор да му ставам на нивата кој е. Ако може. Драги Памуков во анализата на 24 телевизија го повика министерот за земјоделство Николовски за предвремена исплата на субвенциите, но и исплата на зелената нафта, за да се амортизира колку толку ударот од поскапувањето на цените на репроматеријалите и нафтените деривати. И го замолувам министрот, што побрзо да ги дадат субвенциите сега. Што побрзо, ако можат, оти сме на работ, ќе не можеме да произведуваме друга култура, втора култура која треба да ја садим. И зелената нафта да почне да ја на место во октомври, кога заминува годината, сега да ја пуштат зелената нафта. Оти сега 5 кила 5, пак се добро дојде. Од платежната агенција информира дека субвенциите за зелена нафта, кои годинава се за 13% повисоки, исплатата се очекува да биде на почетокот на летото. За оваа година се планирани 330 милиони денари за оваа мерка. Лани се регистрирани 41.577 корисници на зелена нафта во земјава. Пластениците во Струмичко веќе се подигнати и засејани со зеленчук. Првите посериозни производствени количини ги очекуваат при крајот на месецов. Земјоделците тврдат дека производствените трошоци енормно им се зголемени, откако на почетокот на сезоната плаќаат двојно поскапи земјоделски репроматеријали, а сега изголемена цена на нафтените деривати.